Благословена вечер од мене. Гледам дека сите сте одлично. Да. Не треба да климам, да гледам. Јас сум Тони Стојановски се презивам. Денеска имам чест да ви кажам нешто што сум искусил од животот, што сум искусил од Бог. Оно што верувам дека би го кажал Бог и оно што мислам дека би го кажал Бог. И веројатно некој од вас ќе ми каже некој збор после служба дали е така, не е така, не. Искрено ми е драго што денес можам да изразам нешто. Исто така сум и радосен и задоволство ми е, значи сум задоволен за тоа. И исто така би сакал да се заблагодарам на сите кои што и сте тука и кои што не се тука, нормално, кои што можеби сега не гледаат. Да се заблагодарам што не примате и што не примивте во вашите животи и што сте дел од нашите животи. Знам дека животот секаде може да не однесе. Секаде можеме да бидеме, можеме да отидеме. И тоа е многу интересно. Например, благодарам многу на тимот за славење, соц, маестро. Фрула. Прекрасно беше. Мислам, така го викавме ние инструмент во четврто деление, свирахме на фрула. Може би друго име да се, не знам. Браво. Баше убаво освежување. Да се вратам назад. Значи, интересно е каде може се да се најдеме во животот, да бидеме, да одседнеме, да направиме некое движење. Оно што накратко би сакал, за да се поврзам на сето оно што го имам да го кажам денеска, е дека некаде можеби пред 10-15 години може заедно со Билена имавме прилика да работиме во една фирма каде што во самата работа имаше некои одредени обуки кои што ги нарекуваме вештини, нели? И имаше добри обуки во врска со поврзани со таа работа и поврзани со животот во кој што тогаш имавме искуство. Во тие моменти, во тоа време не знаевме за Исус како што денеска знам. Не знам, може би многу денеска, но доволно што знам повеќе од тогаш. И добри вештини беа тоа, нели, и денеска ги користат. Може би вештина за да веруваш, вештина за целите, за воодушевување, за радоста и ред други работи кои што верувам сте ги слушнале, може би до сега во животот. И сето тоа беше прекрасно, но секогаш нешто фалеше, секогаш нешто, нешто како некој вкус да фалеше. Ние овдека во Македонија доста пиеме ракија со салата, нели? И салата ако не се поводи, си викаш, сега што фали, дали сол, зејтинче, нешто, и така и тогаш нешто фалеше во салатата, и дотурај од ова, дотурај од тоа, па ќе ја поводиш на крајот, нели? И од таму такви, барем за мене, јас ќе кажам, дојдов некако скапан пред Господ и гладен и жеден за вистината. Она што сега ми е многу добро е што сум спасен, што сум исцелен и што имам таа радост во мене. И фала ти, Исусе, и слава ти на тебе за сето ова. Добро, нема да давам сведоштво некоја, сакав накратко да се поврзам. Оно што ми фалеше во тие обуки беше тоа што фалеше таа љубов. Ние во тоа време многу работевме со луѓе, секакви луѓе, значи постојано нови луѓе запознававме, постојано имавме некои разговори со луѓето, прв пат ги гледаш нонстоп, постојано нови луѓе разговори. И она што не учеа таму е да ги сакаш луѓето. Но покрај сите вештини се губеше тоа сакање на луѓето, доминира заработките, доминираше она што
што немаше врска со љубовта. И она што денеска и го зборуваме овие неколку недели е темата љубов и нејзините дела, што е многу интересна тема и е прекрасна тема и што јас се заблагодарувам на пастор Илија што ја воведе оваа тема да зборуваме во нашата црква, да дискутираме за неја, да ја продлабочуваме, да ја изучуваме, без разлика, значи, можеби некој прв пат ја почувствувал, па ја вкусил, па е добра, некој можеби ја познава, уште подобро што може да се задлабочи во нејзе и така натаму. Значи, она што постојано фалеше беше таа љубов помеѓу луѓето. И јас денеска ќе зборувам за тоа, значи за љубовта која што имаме кон Господ и од Господ за нас и кон луѓето од нас. Што мислам дека е исклучително важно што и Исус го зборува и што го пишува во Библијата. Интересно што во Македонија, ова водичка само се напијам, што во Македонија, барем за моето искуство, сега зборам, не зборам за генерално, значи во мојата околина, многу малку слушам зборување за љубов. Поготово од мажите. Значи, жените се малку почувствителни, да речам, и може би дискутираат, не сум слушнал, имаат некој осет, да речам, зборам за Македонија. Не зборувам за надворот, не, значи зборам дури и за Скопје, бидејќи јас се движам во Скопје, нели? И многу малку слушам за коментирање за љубовта, искажување на љубов, демонстрирање на љубов и така натаму. Веројатно има нешто, сега не е тоа тема на разговор, нели? Јас имам свое мислење зошто би било и како било тоа. Но она што сакам да го искажам е дека треба да го промениме тоа, заради тоа што е многу важно во животот да ја имаме таа Божја љубов. Дури тоа се појавува кога некој сака нешто да ни подари. Знаете, некој ќе ви подари нешто и вие си викате, или јас си рекол, шо ми го дава се, ова сигурно нешто сака да му вратам после. Нели? Некоја услуга ќе ти направи некој добро дело и ти си викаш сега треба да му враќам. Значи, не размислуваш, види го што ми направи, браво, да се израдуваш заради тоа. Не го мислиш зашто се овој вака ми направи, што е работата. Сигурно има нешто тука. Може би така размислуваме. И во секој случај, она што сакав да го кажам после ова, е тоа дека таа вистинска љубов е тоа искрено посакување на нешто добро да му направиш на другиот. Тоа е таа вистинска љубов, може би како дефиниција некоја да ја наречеме. Сите ние сме го запознале Господ на некаков начин, така. Не мора да биде преку љубовта. Значи, еве, јас, например, ја барав вистина. Не ми требаше љубов, јас имав љубов, заљубен бев и не ми требаше љубов, така. Може би некој имал некаква друга мака, па дошол пред Господ, клекнал и плачел и викал и вриштал, така. Па добил одговор. Значи, секој на еден специфичен начин дошол кај Господ, што е многу добро. И Господ не примил заради тоа што секој од нас, он има специфична љубов. Значи, секој од нас го гледа како посебен, затоа ние не сме исти. Ниеден не е исти. Разбирате? Значи, он има љубов која што постојано сака да не дарува нешто, да не благословува. Затоа се што направил он е преку љубов и за благослов. И сега сакам еден стих тука да кажам. Во 1 Јован, 4 глава, 8 и 9 стих.
Ќе читаме од овде, значи, а кој не љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Божјата љубов спрема нас се покажа со тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова. Не дека ние го засакавме Бог, туку тој не засака нас. Добро, прочитавме уште еден стих повеќе. И сега, приказот на оваа вистинска божествена љубов немаше да биде комплетен овој приказ на оваа љубов, ако Исус не дојдеше и да ни ја покаже таа љубов, како изгледа. Значи, неговото доаѓање, точно дека беше за да го најави Божјото царство, но можеше да дојде на конј, нели, со камшик и да каже: дојде царот на сите цареви, покорете се сите. Ова е најсовршеното царство. Можеше така да дојде, нели? Обично така доаѓаат царевите. Не. Овој наш цар дојде со благодат и со вистина, која е израз на неговата љубов. И тој на тој начин дојде. И тогаш, кога еден човек ќе биде свесен за оваа љубов, значи за овој тип на љубов, за оваа не знам како да ја наречам више оваа љубов што е толку убава, немам толку зборови, може не сум читал доволно, па не сум научил доволно зборови. Кога ќе имаш свесно оваа љубов во себе, тогаш се менува се. Се менуваат сите перспективи што можеби си ги имал до сега, можеби сите парадигми што си ги имал до тогаш, сите искуства што си ги имал со љубовта, значи се менува околу тебе. Таа љубов се менува. И тогаш на различен начин ќе ја гледаш и твојата жена, ќе ја гледаш и твојот другар, и твојата другарка, и твојот колега, и твојот комшија. Сосема со поинакви очи гледаме, слушаме, мирисаме, кога имаме таа љубов, кога длабоко навлегуваме во таа љубов, кога сме свесни за таа љубов. Имам некои стихови кои што сакам да ги прочитаме, низ кои би сакал да дадам некои примери. Исус доста често ја покажуваше љубовта, тоест постојано ја покажуваше љубовта, на секаков начин, дали низ исцелување, дали низ охрабрување, на секаков, буквално на секаков начин ја прикажуваше таа љубов. Би сакал да прочитаме неколку стихови од Јован. Јован 21 глава, 15 до 17 стих, да видиме што пишува. Откако завршија со појадокот, Исус го праша Симон Петар: Симоне, сине Јованов, ме љубиш ли повеќе отколку другите? Тој му одговори: да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Дали некогаш некој ве прашал дали го сакате своја жена или девојката, синот, ќерката, другар некој, дали ве прашал дали ме сакаш? Дали ви се случило такво нешто? Или дали можеби на некој сте му кажале, некој ваш другар, пријател, другарка, јас те сакам? Да. Браво. Затоа што јас во мојата околина многу ретко го слушам. Многу ми е драго што не е така на друго место. Фала многу. Тогаш му рече: паси ги моите јагниња. Значи Исус му рече: паси ги моите јагниња. Потоа втор пат го праша: Симоне, сине Јованов, ме љубиш ли? Овој му одговори: да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Значи тука, познавајќи го Петар, може да скокне, да се наљути,
Вика, знаеш дека те сакам, немој 100 пати да ме прашуваш. И Исус му рече, води ги моите овци на пасење. И трет пат го прашува. Симоне, сине Јована, ме сакаш ли? Петар се нажал. Значи не изреагирам како ја што викам дека изреагирам. Се нажали дека по трет пат го праша, ме сакаш ли? И му одговори, Господи, ти знаеш се. Ти знаеш дека те сакам. Исус му рече, паси ги моите овци. Значи Исус сакаше да му каже, не да му даде, значи, стадо овци, па да биде он богат и успешен во тоа време и да реди успеси позади него. Туку му зборуваше за луѓето, кои што Петар многу добро знае за што му зборуваше во тој момент. Беше свесен потполно што му се случува. Иако го праша 3 пати, Исус, дали ме сакаш? Му кажуваше да ги сакаш луѓето. Да ги сакаш луѓето. Сите овие луѓе ги гледаш, да ги сакаш, да ги љубиш, како што јас ве љубам вас. Имам уште еден стих што сакам да го прочитаме. Тоа е во Матеј 22:37-39. Глава 22. Ќе го прочитам додека го најдеш, да. Љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сета своја твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа. Љуби го твојот ближен како себе си. Ова сакаше да му го каже Исус. Барем мене така ми збори. Да ги сакаш овие браќа и сестри како што се сакаш себе си, како што го сакаш Господ. Така и води ги. Учи ги. Помагај им, служи им. Тоа е таа љубов која што сакаше да ја искаже Исус. Затоа верувам дека црквата е место каде што тоа може и го има, не може и го има, туку го има и може да расте уште повеќе во тоа. Како што можеме да растеме во верата, така можеме да растеме и во љубовта. Јас верувам дека тоа се случувало во првата црква, каде што доста стихови има во делата на апостолите, што се случувало. Ајде и од таму да прочитаме некој стих, имам тука запишано. Четврта глава, 31 и 32 стих. Таа љубов е постојана, значи постојано треба да ја иницираме, да ја демонстрираме помеѓу нас и секако да ја излеваме преку црквата надвор, кон сите луѓе, кон целата околина што ја посетуваме. Без разлика, може би јас само во Скопје или се движам, вие може би се движите и надвор од Македонија и надвор од Скопје, така. Секаде да ја демонстрираме таа љубов, затоа што Исус ни кажа: љубете се, по тоа ќе ве познаат дека сте мои. И ние можеме тоа да го правиме, знаете, како правило можеме да го правиме тоа. Но совршеното е кога имаме откровение и разбирање за таа прекрасна љубов. Тоа е, тогаш совршено функционира тоа. Го најдовме тој стих? А кога се помолија, се затресе местото каде што беа собрани. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го навестуваа Божјото Слово. А народот кој поверува имаше едно срце и една душа. И никој не велеше дека нешто од неговиот имот е негово, туку се им беше заедничко.
Значи јас верувам дека вакво нешто да се случува во црква, тоа силно делувала љубовта. Значи силно делувала љубовта, верата, надежта, радост. И јас силно верувам дека вакво нешто е можно. Знаете, сега да седнеме и да разговараме за првата црква што се случувало во тоа време, сите ќе се сложиме дека вакво нешто во денешно време нема шанси да функционира. Што мислите? Да почитаме што се случувало, се случувало тогаш во црквата, јас мислам дека сите ќе се сложиме дека нема шанси, заради тоа што, зошто го зборувам ова? Може би заради тоа што живееме во вакво време, како што сега живееме. Значи, не живееме во такво време, така. Заради тоа што имаме одредени навики во животот. И може би заради тоа не можеме да видиме каква е таа љубов тогаш што била, а сега не може да ја има, нели? Значи, таа љубов ние сега ја демонстрираме на еден поинаков начин. Зошто тогаш ја демонстрирале на таков начин таа љубов? Заради јас силно верувам дека тоа се случувало заради Божјата љубов. Заради тоа што имале силно откровение за таа љубов. Заради тоа што и лично го почувствувале тоа од Исус, го гледале како Он се однесува кон луѓето, кон нив. Но истото и ние го имаме. Истото и ние го имаме Светиот Дух во нас. Ние сме храмот Божи. Значи Светиот Дух е во нас. Хајде друг пат ќе разговараме за ова, нели? Оно што е многу интересно, исто така во тој период што се случувало, има еден стих сега, го не можам да го најдем каде што вели дека Господ им носеше нови луѓе во црквата. И јас силно верувам дека љубовта раѓа нови луѓе. Нашите деца се роди ради Божјата љубов и заради љубовта меѓу мене и Милена. Така да силно верувам дека и во црквата може да се раѓаат нови луѓе. Значи, покрај тоа што може да се раѓаат деца, млади, бебиња, може да доаѓаат нови луѓе. Кога имаме манифестација, кога имаме атмосфера на таа Божја љубов. И јас сум силно во очекување на такво нешто. Така е. Како што реков, се што е создадено од Божјата љубов е благослов. Тоа значи дека јас и ти сме благослов. А овој стих го прочитавме, или не го прочитавме, од Јован 4 глава. 1 Јован 4 глава, 10 стих. Тука Исус зборува за тоа дека Тој не возлюби прв. Не дека ние го засакаме, туку дека Тој не возлюби прв. И тоа е вистина. И тоа е исто така добро да го практикуваме во нашиот живот. Поготово ако имаме откровение и разбирање за оваа љубов. Значи, не да приоѓаме кон луѓето заради тоа што има добра фризура како мене, па ќе го сакам или нема да го сакам. Или заради тоа што не е облечен добро, нема да го сакам. И заради тоа што нема висока плата или нема добра кола, па нема да го сакам. Туку ќе го љубам, без разлика каков и да е. Заради тоа што е благослов. Креиране од Божјата љубов. И е благослов. И она што ми беше целта со ова е да први го правиме тоа, како што нас Бог не возлюби. Значи, уште кога ќе го сретнеш човекот, жената, детето, кој да е, да имаш таа љубов и да изразуваме таа љубов кон луѓето. Значи, да не чекаме дека да он на нас не направи некаква добрина или направи некое друго дело и
да кажем, сега овој човек јас ќе го сакам. Воспротивно не. Љубовта е во ова, не дека ние го засакавме Бог, туку тој не засака нас и го испрати својот син како жртва за помирување за нашите гревови. Значи, љубовта е во ова. И сега, Исус ги зема сите гревови на крстот. Бог го прати Исус да оди на крстот, за да ни покаже колку не сака. Да ни покаже каква е таа скапоцена љубов, безценета љубов, некомпромисна љубов, највозвишена љубов. И за таква љубов зборуваме. И за таква љубов чезнееме ние како суштество, заради тоа што Бог не создаде со љубов, не создаде во љубов и не создаде за љубов. И растеме низ љубов. Фала Богу. Ба те бажа. Имаше една таква играна серија што беше со деца. Да. И сега кога ја имаме оваа љубов, кога сме свесни за оваа љубов, за мене барем тука лежеше тоа, да речам, едно откровение за верата. Кога имаме таква љубов, тогаш се активира, действува верата. И би кажал еден пример таков што ми се има случајно, баш преку нашите деца би кажал. Бевме во Охрид еднаш, обично секој лето не еднаш, идеме во Охрид и мислам не е фалење, него дека викам еднаш. И Петар беше помал, не знам, една година, може две имаше, не се сеќам колку. Имаше баш и Милена ја прашува, па сме заборавили. И нешто скокаше во водата, со рацете и со колената во водата и скокна еднаш во водата како кученце некој, нели? И јас му викам, ајде уште еднаш скокни. А он волкави очите му беа вака. И ме гледа, и јас близко до него бев. И он ме гледа и ја му викам, ајде тате, уште еднаш скокни, уште еднаш скокни. И он скокна уште еднаш, дали му беше подлабоко, оп, со главата потона во водата. И јас брзо скокнав, го подигнав. И он вака трепкаше со очињата. Он под водата, свари, не ги затвори, го гледаше. Значи, он беше, можеби и не беше сигурен дека ќе го извадам јас од водата. Можеби мислеше дека нешто ќе допре таму. И ме послуша да скокне во водата. Можеби се роди во него желба за таа авантура, може би ми поверува дека бев близко до тука и што и да се случи, тато ќе ме фати за рак. Но и јас тоа го направив. Оно што сакам да го кажам, дека децата се раѓаат без доверба, без вера, без верување. Се раѓаат со еден инстинкт кај нив за живот. И они се што прават чувствуваат преку допир, преку мирис, преку слушање, потоа преку видот, така. Но сето она што го правиме за нив, го правиме со љубов. Тој Господ го прави кон нас. Се што прави со љубов. И постојаното тоа демонстрирање на таа љубов, искажување на таа љубов, зборување во љубов, зборување за љубов, зборување со љубов, живот со љубов, значи полека се активира, се поттикнува делувањето на верата. И тука би сакал да го поврземе овој стих од Галатите 5 глава 6 стих.
А во Христос Исус ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Значи, џабе ти е обрезание и необрезание, туку верата која действува преку љубовта. Значи, таа љубов почнува, како што кажав и пред малку, уште еднаш би сакал да го повторам, почнува кога имаме таа љубов, значи постојано околу нас, ја чувствуваме, ја демонстрираме, ја даваме, ја зимаме, се раѓа таа вера. Значи таа вера тогаш е уште посилна, уште поинтензивна е таа вера. Тогаш и надежда е тука, тогаш и радоста е тука, тогаш го имаме и мирот. Чудесна е таа љубов. Би сакал уште еден стих да прочитаме од Колосјаните, 3 глава, 14 стих. Ај ќе го прочитам тој додека Даре го најде, па и вие можете после да го прочитате, може би не е исто преведен, а над сето тоа облечете се во љубов која сврзува се во совршенство. Преубав стих. Па затоа да се облечеме во љубов, да ја демонстрираме таа љубов. Точно, облечени сме. Но има некој што не е облечен. И јас и на него му викам, облечи се слободно, добро ќе ти стои. Да се облечеш во таа љубов и да си облечен во таа љубов е нешто фантастично. Она што на крајот би сакал да прочитам еден стих кој што е во Исаија 54 глава, 54 глава. 10 стих. Нека се раздвижат планините и нека се потресат бреговите, но мојата љубов нема да се повлече од тебе. Ниту ќе се расколева мојот завет на мирот. Вели Господ кој ти се смилува. Амин. Ете тоа го има Господ за нас. И она што може би јас сакам да дадам акцент на денешнава богослужба е да и ние ја даваме таа љубов, да не бидеме стиснати, него да бидеме дарижливи. И постојано да се излева таа љубов од нас кон луѓето. Потоа ќе познаат дека сме Божји деца, дека го познаваме Исус, дека го имаме Светиот Дух во нас. Ви благодарам што ме слушавте. Ви благодарам сите. Уживете цела недела во љубовта, па и другата година.